Македонија во 1992 година, од кога пропадна обидите за признание на државното име од Европската Унија поради грчкото вето, поднесе апликација за членство во Организацијата на Обединетите нации. Тоа барање е поднесено под државното име Република Македонија. Апликацијата на Македонија за членство се води под определен архивски број. 1990 година изнудено по барање на јавноста, зошто апликацијата не е процесуирана од мај 1992 година, под притисок на јавноста, председателот на Републиката ја аримира повторно и истата влезе во постапка на одлучување пред Советот за безбедност. Советот за безбедност нема надлежност да определи ново име на Македонија или на било која друга држава, и затоа со согласност на тогашната влада, под премиерската палка на Бранко Црвенковски и тогашниот председател Киро Глигоров, резолуцијата со препорака до Генералното собрание е утврдена како Советот за безбедност му препорачува на Генералното собрание за прием на државата со апликација број тој и тој во полноправно членство, бидејќи ги исполнува условите според повелбата, но заради разликата во името со јужниот сосед, само за потребите во системот Обединетите нации ќе и се обраќаме како поранешна Југословенска република Македонија. Ние овие 24 години разговаравме под притисок на Грција и нејзините пулени во Република Македонија, кои јавноста ја убедуваа дека Македонија мора да го промени државното име заради потребите и барањата на Атина. Резолуцијата на Советот за безбедност и на Генералното собрание не прејудицираат задолжителен договор со промена на името на државата. Туку само разговор за разликата во државното име меѓу владите во Скопје и Атина. Билатерално прашање. Бидејќи е билатерално прашање. И за таа опција, со тоа времено обраќање, се согласила нашата влада. И затоа Обединетите нации тоа го констатирале во резолуцијата на Генералното собрание 817, конечно. Да, и на Советот за безбедност. Резолуциите на Обединетите нации не прејудицираат договор за промена на државното име. И ние практично не разговараме сите овие 24 години за ново име што ќе го замени временото обраќање во Обединетите нации. Туку временото обраќање е само времено за додека разговараме за разликата. А не преговараме. Ниту пак договараме промена на меѓународното име, затоа што такво немаме. Нашето име и за дома, и за целиот свет, и за внатрешна, и за надворешна употреба е Македонија ерга омнес. И ништо повеќе од тоа. Поранешна Југословенска република е само времено обраќање во системот на Обединетите нации додека траат разговорите за разликата. Сака да се формира нова политичка партија која би била еден вид не медиатор, еден баланс, една политичка партија која ќе се грижи за националните и стратешките интереси. Еве дека видите во финалето како еден заклучок од нашето денешно дружење во оваа емисија, што би сакал да додадеш? Има иницијативи премногу. Заради разочарувањето во ВМРО-ДПМН или во Социјалдемократскиот сојуз со барање за формирање нова политичка партија, актуелниот дуализам не доведе помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, ја доведе државноста во прашање, затоа што очигледно со последните парламентарни избори преседанот, ултимативните барања на партиите на албанците за формирање влада да станат правило на живот во Македонија. И денес не постојат амбиции за сепарација на дел од територијата,
за окупација на целата територија, затоа што гласовите на албанците решаваат која политичка партија од македонците ќе формира влада на државата Македонија. Во таа трка ВМРО, ДПМН и СДСМ за жал лицитираат со националните и државните интереси. И затоа во тој однос на сили меѓу тоа тројство на партиите на албанците ВМРО и СДСМ се разбира никој нема тапија на трајни вредности. Секој треба да го потврдува својот легитимитет секојдневно за да ја ужива довербата на народот и на државјаните. Неминовно е формирање на силна политичка партија македонска, која што ќе биде баланс во односите за да се суспендира ултимативноста на партиите на албанците за редефинирање на државноста и лицитацијата со која ќе бидат соочени, а на која ќе бидат изложени ВМРО, ДПМН и СДСМ за да го задржат столот во власта и привилегиите. Значи ултра да биде скроз македонски, или може да биде секојно што ја чувствува државата како светот кој? Партијата би требало да го афирмира македонизмот не само како етнологија, туку и како идеологија, како универзален систем на вредности, на мирот и љубовта наспроти војната и омразата, на толеранцијата и коегзистенцијата наспроти дискриминацијата и сегрегацијата и афирмацијата на културниот глобализам, што значи интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури наспроти корпоративниот глобализам кој што врз основа на интересите на мултинационалните корпорации врши интеграција со асимилација на помесните етноси, јазици, религии и култури, се до нивна физичка ликвидација како што е епилогот од влијанието на британскиот империализам за последните 300 години. Стотици етноси, јазици, религии и култури ги избриша од земјината топка. Сметам дека овие универзални вредности на македонската цивилизација треба да бидат и принципи на работа на таа нова, да кажеме, политичка партија, како македонска партија, во која што ќе може да се да членуваат, меѓутоа почитувајќи ги правилата на мнозинството и на малцинствата, афирмативните вредности на секој наспроти сите, но со почитување на законите на мнозинството. Така, најкратко за името ве молам, бидејќи веќе мораме да завршиме. Што се однесува до името, зошто политичките партии, во конкретен случај актуелната влада, приоритетно и по барање на овие странски мешетари, ќе го постави прашањето за промена на името заради членство во НАТО алијансата и почеток на разговорите со Европската унија, заради елиминација на грчкото вето. За да не се случи тоа, иако референдумот од 8 септември 1991 година безусловно е обврска за сите, тогаш народот гласаше за суверена и самостојна држава Македонија. Единствена можност да се излезе од оваа пат позиција е претседателот на државата, кој доколку не се организира референдум за крај на разговорите и безусловно продолжување на членството од Обединетите нации под државното име Македонија, е да испрати писмена нота до генералниот секретар за крај на разговорите, благодарност кон медијаторот Метју Нимиц и резолуција до Генералното собрание на Обединетите нации со кое ќе го извести дека државата Македонија го продолжува безусловно членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под државното име Македонија. Тоа ја представува држава и тоа е последниот адут во оваа политичка криза за спас на одбрана и спас на името на државата и идентитетот на нацијата.